А сега да преминеме на темата. Минатиот пат се сеќавате дека го разгледавме сонот на Елен Вајт, еден впечатлив сон, кој што верувам дека не го заборавивте и ви остави добар впечаток. А денеска ќе разгледаме малку дел од животот, односно неколку моменти од животот на еден кој што сонувал, чисто соништа се исполниле, затоа што биле од Бога. Еден лик кој што мене посебно ми е драг, а верувам и на вас, има снимено и филм, лик кој што е Плачко. Меѓутоа Плачко во наводници. Не Плачко, она како што ние знаеме и го сваќаме тој израз Плачко. Туку ќе видиме денеска дека од тие негови солзи многу нешто можеме да научиме и да се поучиме. Насловот на темата е Јосифовите солзи. Ќе видиме дека во неколку глави, и не случајно, пазите, неговиот живот е опишан во поголем дел од Битие. Опфаќа повеќе глави. Ништо тоа не е случајно, за разлика од други ликови кои што се среќава во Библијата. Нему му е стапено поголемо место и време. И ќе забележиме дека во тие неколку глави често пати тој знаел да заплаче. И токму од тие негови солзи ќе се подучиме, ќе се научиме. Ќе го видиме всушност Христа, затоа што Јосиф и онака е слика за Христа. Еве да ве подсетам на некои моменти. Јосиф беше продаден од своите браќа за 20 сребреника на египтјаните, а токму преку Јосифа дојде спасението за целиот негов народ. Нели беше исто и со Исуса? Предаден и продаден од своите браќа, од својот народ, а токму преку него дојде спасението не само за неговиот народ, туку за секој оној кој што ќе поверува и ќе го прими тоа спасение, тој дар. Беше продаден Јосиф од што? Која беше причината? Од завист. Од завист на неговите браќа. Зошто беше предаден Исус? Пилат ќе каже на две места во Евангелијата, стои тамо. Од завист. Пилат знаеше, оној кој што требаше да ја донесе пресудата, знаеше дека од завист му го прават тоа на Исус. Знаеме како заврши тоа. Погубно по Пилата. И по целата генерација на евреи. Зошто завист кај браќата на Јосиф? Ајде сега да се подсетиме. Јосиф сонуваше сон и во сонот виде како, значи, повеќе снопја, неговиот сноп се издига, останатите снопови се распоредуваат околу него и му се поклонуваат до земја. Еве ви сон, кој што исто така не треба многу да се објаснува. Многу им бил јасен, станало јасен од прва, што се вели на неговите браќа. Почнала зависта, меѓутоа не почнала од овде зависта, да се подсетиме на нешто друго. Јосиф му бил омилен на Јакова. Омилен син од неговата сакана жена Рахила. Од која што ќе добие уште еден син, кога Рахила всушност ќе почине после раѓањето на Венјамин. Кога сме веќе кај Венјамин, да ви кажам дека тоа ми е најомиленото име воопшто што постои во Библијата. Венјамин. Не знам зошто, ама ете, Бенџамин, како што ви кажат американците. И знаеме дека Јаков му подготвил, односно Јосиф носел посебна облека, шарена облека, која што многу одударала од сите други. Завист уште тогаш било присутно, меѓутоа сега веќе уште му велат па и почна да сонува сега дека треба да се клањаме ние на тебе. Што се замислуваш?
Вториот сон, да се подсетиме на вториот сон, уште посилен. Сонува Јосиф како сонцето, месечината и 11 звезди му се поклонуваат. Нему. Много е јасна слика. И родителите, и сите, буквално, и неговите браќа му се поклонуваат. И еве вие зависта. Не знам, вие да сте били на него, мислам на местото на неговите браќа, како вие би реагирале. Пазите, 12 браќа. Земете вие двајца, две деца во семејство, две деца во фамилија, па на едното, ако малку повеќе така му укажувате, нели, внимание, било од страна на татко или од страната на мајката, веќе другото се чувствува повредено, запоставено и така натаму. Значи не зборуваме сега за, можеби, тој пропуст на Јаков, но смека и Јосифа. Значи, после овие соништа, зависта зазема толкава мера, што неговите браќа во една прилика, кога тој доаѓа да ги посети, кога тие се со стадото, им носи храна, најнапред, тие долго време тоа го имале на ум, значи некако да го тргнат од сцена, всушност. Зависта е опасна работа, навистина. И, знаете, најнапред сакале да го убијат, па го фрлиле во јамата на крајот, за да видите колку толку се смилуваат, па ете им го продадат на египтјани. И сега сме баш кај таа сцена. И ќе отвориме на почетокот во Патриарси и пророци книгата, 213 оригинална или 211 страна од македонскиот превод, кој што превод овде за жал е утнат, и тоа баги. Една реченица ќе прочитам, меѓутоа е сосема не е на место. Мислата е сосема друга. Еве како гласи превод во македонскиот, значи, македонското издание. Ова е ситуацијата кога Јосиф заедно со своите нови господари патува, знаете, од Палестина, за да се тргне кон Египет, треба да одите на југ, а потоа на запад. Одејќи на југ, ги забележал речињата, местото каде што всушност бил логорот всушност израелски, каде што бил неговиот татко. И заплакал. Сеќавајќи се на својот татко. И видите сега, македонскиот превод вели овде, спомнувајќи си за својот мил родител, горко плачел во својата осаменост и болка. Сосема погрешно, и ви кажам како треба да гласи, не е Јосиф кој што бил осамен во овој случај, туку Јосиф плаче, спомнувајќи си за неговиот татко и неговата осаменост и болка. За осаменоста и болката на неговиот татко. Англискиот оригинал е таков и дел од српските и хрватски преводи ги прегледав. Така се, мислам дека еден српски превод беше погрешка, па може би македонскиот превод доаѓајќи од таму, па ја има оставено исто таа грешка. Че Јосиф не плаче, не заплакал за себе, заплакал за својот татко, кој што веќе болува за својата жена. И знае Јосиф како би му било сега, уште кога ќе слушне дека останали без својот првороден син. Како би постапиле вие да сте во ситуација како него, 17 години тинеџер? И вас во момент ви се променува целиот живот. Вие од едно, така да кажем, дете на кое што посебно внимание му се укажува во еден среден дом и така натаму, не баш многу среден, имајќи предвид останатите браќа, меѓутоа, сепак имал еден убав живот и сега одеднаш сте продадени како роб. Не знаете кај ги завршите. Се ви се менува во животот, комплет. Јас, искрено да кажам, јас да би бил, јас би плачел за самиот себе си. За мојата иднина. Што ќе биде сега, како ќе биде. Меѓутоа, Јосиф, замислете, помислил на својот татко и плаче, заплакал, значи ово е првиот пат, првиот момент, кога Јосиф плаче, заплакал, сеќавајќи се на својот татко, неговата осаменост и болката што тој, кога ќе слушне за тоа што му се случило на Јосиф, ќе
значи ќе му се зголеми таа негова болка, уште која веќе ја имал претходно. Еве сликата за Исус повторно тука. Вчера баш читавме на почетокот на саботното богослужение. Читавме како Исус на крстот, во тие пресмртни маки, тој се моли, тој мисли на народот, прости им Господи, не знаеш што прават, мисли на својата мајка, па му вели на Јован, еве ти мајка, мајко еве ти син, на сите останати мисли, не мисли на себе. Кога би биле ние такви, многу поинаку би биле нашите односи. Дали вие некојаш, сетете се, дали вие некојаш сте плачеле за вашиот брат или вашата сестра? Не, може би сте плачеле некојаш што сте биле повредени. Тоа сте плачеле за самите себе, затоа што се навредени вие сами. Дали вие некојаш сте плачеле, сте се молеле за вашиот брат и вашата сестра? Кога би биле како ние, како Јосиф, значи навистина многу работите би изгледале многу поинаку. Вториот момент кога Јосиф ќе заплачи, тоа е моментот кој што можеме да го најдеме во Битие 42 глава, значи 1 Мојсиева 42. Јосиф е веќе во Египет, ова е после 20 и кусур години, Јосиф е веќе на челна позиција, знаеме како се одвивале настаните, како од затворот па завршил, значи, на челна позиција, на втората позиција веднаш до фараонот. И се случува гладот, и ова е првото доаѓање на неговите браќа испратени од Јаков во Египет. 42 глава, Јосиф кој ги виде веднаш ги препознал. И пазите, во 6 стих, 6 стих ќе оспомнеме се со цел да се подсетиме како се исполниле соништата што ги видел Јосиф. Пите, на неочекуван начин. Браќата негови постапиле многу грубо, го продале, мислејќи дека се отарасат од него и нема никогаш да се исполнат тие соништа. Но токму во Египет, кога тие дошле да бараат храна, ќе му се поклонат на Јосифа, без да знаат дека тој. Ево 6 стих од 42 глава. Јосиф беше управител во земјата, тој му продаваше жито на сиот народ на земјата. Така и Јосифовите браќа дојдоа и му се поклонија со лицето до земјата. Значи, доаѓаат по храна. И што се случува? Јосиф од нив бара, ќе им даде жито, нели претходно им рекло, вие сте, мене ми се чини дека вие сте разузнавачи, дека вие сте дошли со друга цел. Нормално, знаеме која е тактиката што ја спроведува. Дошла прилика, Господ ја створил таа прилика за да тој види на кое ниво сега се неговите браќа. Дали се тоа старите негови браќа или пак нешто друго прашање. И бара од нив да следниот пат кога ќе дојдат по храна, го доведат, се интересирал нели за семејството, се интересирал за својот татко, без тие да го препознаат нели кој, бара да му биде доведен неговиот брат, најмалиот, второто дете од Рахила, Венјамин. И еве 21 стих читаме од 42 глава. И еден на друг си велја, тешко нам, кога го слушнале сето тоа, не стигна казна заради нашиот брат. Ја гледавме неговата мака, доека не молеше за милост, ама не го послушавме. Затоа не снајде оваа неволја. Рувим им одговори, зар не ви зборував? Сега се сеќаваат на моментите. Пазите, цели 20 години, што мислите, каков живот живееле неговите браќа? Со чиста совест, ајде направете нешто такво на ваш брат, на ваш близок, па да ве видам како ги живеете.
20 години биле со болка, ја носеле во себе. Тајната ја носеле во себе. Знаеле дека тој е жив, ама како му кажале на Јаков? Кој изедоат зверови. Па и доказ дори под наводници му донеле. И Рувим им одговори, зар не ви зборував, не грешете против детето. Но вие не слушавте, сега се бара сметка за неговата крв. Не знаеа дека Јосиф ги разбра, зашто зборуваа со него преку преведувач, тој се оддалече од нив и заплака. Зошто плаче Јосиф во оваа ситуација си? Повторно слика за Христа. Кога ги слушнал што зборуваат, а тие, не знаејќи дека тој ги разбира, сочувствувал со нивната болка. Веројатно уште тука почнал да приметува дека нешто се менува кај нив. Дека не им било лесно сиве овие 20 години. Исус сочувствува со мојата, со твојата болка. Тој знае секоја наша тага, секоја наша болка. Таков е нашиот Господ. Се одвива понатаму целото сценарио. Си доаѓаат дома, дури и среброто го наоѓаат во меѓу житото, значи храната. И со тешко срце Јаков ќе дозволи да Венјамин биде пуштен со нив. И сега во 43 глава се наоѓаме. Што се случува? Во 27 стих. Тој ги праша за здравието. А натаму рече, а дали е добар вашиот стар татко за кого што ми зборувавте? Дали му е добро здравието? Само малко се извинам. Да, добро. Дали му е добро здравието? Твојот слуга, вашиот татко, добар и здравието му е уште добро. Одговори му се поклонија, е уште едно поклонување, искажувајќи му почитување. Подигајќи ги своите очи, Јосиф го забележа својот брат Венјамин, синот на мајка си, и праша, ово ли е вашиот најмлад брат, за кого ми зборувавте? И продолжи, Божјата милост да биде со тебе, сине мој. Па Јосиф се оддалечи брзо, после овој момент, зашто му се возбуди срцето, заради братот, му идеше да заплаче. Влезе во една соба и таму се изнаплака. Зошто плаче Јосиф? Бил совладан, вели духот на пророштвото, од чувството на нежност. Се среќава со својот брат. Венјамин. Таа особина нежност, кротост, зарем не е една голема величина на еден христијанин, кој што, верувам, ќе се сложите, многу недостасува во денешно време меѓу нас. Нежни постапки, благи постапки, еден кон друг, кротост. Исус секојаш бил нежен. Дури и во ситуација кога ги корел фарисеите, кога го корел лицемерието всушност, вели духот на пророштвото, иако може ние да се замислуваме сега каков бил, со каков тон им се обратил, меѓутоа духот на пророштвото вели дека солзи му навираа на очите, дојка тоа им го зборуваше. Секојаш негова цел била спасение на душата. А токму нежноста е потребна за да допрете до една душа, да ја доведете до спасение, до спознание на вистината. И сега, што се случува понатаму? Јосиф им подметнува една сребрена чаша, својата сребрена чаша, и ќе ја стави токму во вреката на својот брат Венјамин. Се уште ги испитува. Да види дали се има променето нивното срце. И, после проверката, откако нели тие тргнале, па веднаш биле запрани, ќе се пронајде чашата токму кај на младиот, кај Венјамин. Што следи понатаму? Кој реагира овде највеќе?
Венјамин требало да биде задржан како роб. Јуда. Токму Јуда покажал дека му е променето срцето. Читаме во 44 глава. Ово е четвртиот момент каде што Јосиф ке заплаче. 44 глава. Значи, Јуда се застапил за него. На својот татко му ветил, јас гарантирам за него, ќе дојде жив и здрав. Иако со тешко срце Јаков се сложил. Сепак било глад за да дојдат до храна. Морал и тоа да го направи. И еве го сега конверзацијата меѓу Јуда и Јосиф. При крајот од 44-тото поглавје сме. Вели 32 стих, зашто твојот слуга му заемчи на татка си за детето, велејки, ако не ти го вратам, ќе му бидам виновен на татка си за секогаш. Зато те молам, твојот слуга нека остане како роб на мојот господар, а детето нека оди назад со браќата. Јуда не е тој истиот Јуда, кој што го продал својот брат Јосиф, сега се застапува за Венјамин и вели, мене земи ме за роб, јас ке црнчам, јас ке робувам, но пушти го Венјамин. Очигледно нешто се сменило, Јосиф е веќе свесен за тоа. И во оваа прилика ќе реши, само да прочитам до крај, 34 стих, зашто како ќе отидам при татка си, ако детето не биде со мене? Не би можел да го гледам јадот што би го снашал татка ми. Го гледал 20 години јадот кај својот татко. Не бил тој истиот Јаков повеќе. Жалел постојано и по Рахила и по својот син Јосиф. Јуда не може да си дозволи повеќе да неговиот татко страда. И 45 глава, Јосиф не можеше веќе да се совладува пред оние кои што го обкружуваа, па извика, нека остапат сите. Многу бил чувствителен, очигледно. Така, не остана никој со Јосифа кога им се откри на браќата. Заплака гласно одеднаш. Да може и египетците да го чујат. Какво ли ова било плачење, може да замислиме. Не можел веќе да се воздржи и ке им се откри на своите браќа. Јас сум Јосиф. Ова е интересна поука овде, само овој дел ако го земе може да збориме 2 сати. Што сега престои на браќата? Тие треба да се вратат назад кај Јаков и што да му соопштат? Твојот син Јосиф е жив, па уште и начело во Египет, големото царство, и како тоа жив, нели го изел звер, нели ми донесовте доказ. Требало да признаат дека цело време го лажеле, цело време криеле. Значи што вели, стих таму во Матеј 10.26, Матеј 10.26, не мора да отварям. Дека нема ништо сокриено што нема да се открие. Дали сме ние свесни за тоа? Ја можем да ја лажам својата жена, својот брат, својот комшија, да правам ујдорми, да правам... Дали можем да го излажам Господа? Може би не во текот на овој живот, ама знаете, секој грешник на оваа планета ќе ги признае своите гревови. И тоа, за жал, мнозина касно тоа ќе го сторат. Додека е време, некојаш може би се потребни 20 години, не знам, може би сте имали некој случај, личен, да 20 години мора да криете нешто. Знаете, кога криете нешто и морате постојано нова лага врстова, нова лага. И станува толку замрсено и самите паѓате уште во поголем греф. Значи, еден ден секи биде откриено и секој ќе го признае гревот пред таткото. Како што неговите браќа требале да го признаат својот грев, лагата пред Јаков. Ама нека биде тоа, драги браќи и сестри, денес. Нека биде, може и утре, иако никој не ни гарантира утре. Че денес нека биде тоа, затоа што не знаеме како прво до кога ќе живееме, како второ не знаеме кога ќе заврши времето на милоста, а живееме на крајот, на самиот крај. Значи не смееме да чекаме.
Сега додека трае милоста. Пета ситуација кога Јосиф ќе заплаче. Која е, што мислите? Идат сега неговите браќа, му кажуваат на Јаков и тој им вели, дојдете сите. Средбата на Јосиф со својот татко. Неверојатно многу чувствителен бил Јосиф, кој што гледаме, јас барем изборев 7-8 пати заплакал, а кој знае, може би има и повеќе ситуации. 46 поглавје. 29 стих. Јосиф ја спрегна својата кола и се запати во Гесен, во пресред на татка си Израел. Стапувајќи пред него го прегрна околу вратот и така плачеше долго. Ево нашиот плачко, меѓутоа солзи од кои што многу нешто можеме да научиме навистина. Да го видиме Христа повторно преку карактерот на Јосиф. Овие моменти не може да се избегнат. Знаете, Јосиф плаче овде од среќа, се среќа со својот татко после 22-3 години веќе се опрашање, затоа што целото тоа действие се одвива неколку години доека трае гладот, доека тој ги праќа пак, ќе дојдат пак и понатаму. Значи 22-3 години веќе се немаат видено, се гледаат и како да не заплаче човек. Може би некој сте гледали некој сцени од Свеза љубов, како беше она. Пак тие средби кога се случуваат и плачење, нормално, тоа е нормално кај еден човек. Шеста ситуација кога Јосиф ќе заплаче, тоа е во 50-та глава, значи се приближуваме кон крајот на Битие. Во 50-та глава Јаков умира. Неговиот татко ќе умре. И пак ситуација кога е нормално човек да заплаче. Го губи својот татко. 50-та глава, први стих. Јосиф падна на лицето на татка си, го облеа со солзи и го изљуби. Јаков е мртов и нормално е Јосиф како негов син, а веруваме и останатите, да заплаче. Но, знаете што? Господ еден ден ќе ги избрише таквите солзи, затоа што не спрема за нова земја, на која што нема да има болка, нема да има тага, нема да има плач, затоа што нема да има ни смрт, нема да има ни болести. Ништо што е зло, ништо што е со кое што толку многу сме обкружени денеска овој свет, нема да има. Значи, тоа ќе биде нешто што, да се подсетиме на оние стихови, што око не видело, што уво не слушнало, што на ум на човека не му дошло. Тоа Господ подготвува. И седмата ситуација, седмиот случај, кога Јосиф ќе заплаче, при крајот, 15 од 20 стих. Што се случува овде? Јаков сега е мртов и сега неговите браќа, ево што вело, да читаме. Кога Јосифовите браќа видоа дека почина татко им рекоа, што ако е Јосиф лут на нас и ако се обиде да ни врати за сето зло што му го направивме? Пазите, се уште мислат дека ќе се освети Јосиф. Се уште изгледа не можат да сватат. Каков е Јосиф? Толку сочувствителен, толку добар, исто како нашиот Господ. Слика и прилика е Јосиф за нашиот Господ. Затоа му пораша на Јосифа. Пред својата смрт татко ти порача. Значи, тоа е збор на твојот татко, внимавај, со други зборови. Се уште, значи, имале страф некој да не се случи одмазда. Речете му вака на Јосифа, прости им ги на своите браќа злото и гревот, зашто постапија толку сурово кон тебе. А не ги спомнавме тие моменти предходно при нивната средба, кога тој се открил пред нив. Што им кажал? Не грижете се. Така Господ сакаше да биде. Господ злото го сврти на добро, за да биде спасен цел еден народ. Меѓутоа, веројатно, тоа не е било доволно. Откако Јаков ќе го нема, сега тие пак ги фаќа страф. Значи, така прости им ја навредата на слугите на Бога на твојот татко. На ти зборови Јосиф, што направи? Се расплака. И што им вика? Тогаш неговите браќа дојдоа сами кај него, се фрлија пред него, му рекоа, еве некај тебе да ти бидеме робови. Јосиф што им вели?
Не бојте се, па зар сум јас место Бога? Што сака да каже со ово? Ајде сега да се преиспитаме, да видиме дали сме како Јосиф или пак сме како мнози на други, некој нешто ќе ни направи и ние спремаме одмазда. Само чекаме прилика како да му се одмаздиме. Врие тоа во нас и чекаме згодна прилика. Одмаздата оставете ја на Бога. И затоа Јосиф овде ни вели, зар сум јас Бог? Пазите, кого ќе доведете кај Спасителот, кого ќе доведете до спасение на ваков начин? Никого не можете да доведете. Јосиф повторно ќе го покаже Христовиот карактер во оваа прилика. Видите, во неколку ситуации, што ги разгледавме, видовме дека како можеме да се поучиме од солзите на Јосиф. Да преку овие неколку моменти го видиме повторно Христовиот карактер. Еден од најсветлите ликови, можем да кажам, покрај Даниел е и Јосиф во Библијата. Нека Господ не помоне, јас не би должил повеќе, да од ден на ден се повеќе растеме, го градиме карактерот, затоа што тоа е единственото што ќе го однесеме, да налекуваме на Јосиф, да плачеме за нашите браќа и сестри, да сочувствуваме со нивната болка, да не бидеме спремни на одмазда, туку на зло да вратиме со добро. Тоа бил Јосиф. Јосиф и преку неговото дело, пазете, замислите се ако Јосиф бил поинаков, замислите се ако тој Египет го растурил неговиот карактер, го изобличил неговиот карактер, не могло да се случи ништо од тоа што се случило. Што ако зел да им се одмазди? Но не го направил тоа. Народот цел се спасил преку него, преку неговите дела, односно водството Божие. Бог му бил на прво место и затоа и имал успех, како што сестра Олгица често пати ќе цитира книгата за Јосиф, како и беше насловот. Навистина, многу што може да се научи од нашиот брат Јосиф и од неговите солзи дори. Нека Господ не води и чува и во остатокот на овој свет саботен ден. Амин.